Страшна и недозволива дива сеча и се случува на Шарпланина. Неконтролираното соголување не престанува ниту периодов, кога има полициски час, а имаше и забрани за движење во шума, алармираат планинарските друштва. Постојано кружат нови снимки каде се гледа дека цели предели се соголени. Шара не заслужува ваков масакар, гневни се планинарите. Бараат државата малку да се заинтересира воопшто за уништувањето на планините. Нема прекин, туку од година во година, од сезона во сезона е се повеќе и повеќе застапено. Проблемот е што се случува таа гола сеча, која што е најнепогодна, односно најнепосакувана за било која планина. Случува и во овој период кој што нели е парадоксално што од една страна се забрануваше движење на луѓето кои што ја заштитуваат природата, а од една страна се работи на сечење. Мислам дека треба да на едно повисоко ниво да се седне и да се разговара Министерството за земјоделие и шумарство, ако навистина се грижат за шумите. Дивата сеча постојано се пријавува во полиција, но нема никакви резултати. Со вакво толерирање планината се соочува со уништување. За туризмот пак веќе не вреди ниту да се зборува. Не е пријатно кога турист, гостин ќе помине на такво место, не е пријатно воопшто. А за жал овие диви сечи се случуваат баш каде што поминуваат планинарските патеки, односно каде што треба утре да нели викаме треба да донесеме туристи на Шара, руралните средини се развијат, локалното население да нели да остане на тие места и да живее. Се тоа негативно се одразува на сите овие работи кои што ги споменав. Единствено разумно решение за проблемот е итно прогласување на Шарпланина за национален парк, нешто што десетици години наназад се бара и од екологистите и од планинарските здруженија. Но досега никако не ги заинтересира властите ова конечно и да се реализира.